Почитувани представници на медиумите, почитувани представници на транспортните здруженија Америт и Макам Транс, почитувани транспортери. На почетокот би сакал да констатирам дека патниот транспорт во земјата има сериозно учество во креирање на бруто домашниот производ со околу 10% и од тие причини за сите нас, како и за владата, но и за транспортните здруженја е особено важно континуирано да создаваме услови за негово подобрување. Тоа се покажа и во време на ковид кризата, тоа го докажуваме континуирано преку политиките што ги создаваме во насока на поголема мобилност и создавање на зелени коридори за поефикасен транспорт со земјите од Западен Балкан и пошироко. Би сакал да потенцирам дека за прв пат по осамостојувањето правиме најголем исчекор во транспортниот сектор, каде домашните транспортери добиваат нови 3000 меѓународни дозволи за превоз на стока, што е огромна придобивка за транспортните компании и за целата домашна економија. Економската соработка со соседите е еден од клучните приоритети на владата на Република Северна Македонија. Влеговме во серија на билатерални преговори, каде се обидуваме да ги олесниме правилата на транспорт или да воспоставиме целосна либерализација во насока на заекнување на трговската размена и отворање на целиот регион. Тоа би представувало и економска стабилизација на нашата земја, но и на целиот регион. Денеска би сакал да информирам за една значајна придобивка за нас како земја и за сите транспортери кои вршат меѓународен превоз на стока. Со приемот на Република Северна Македонија во Организацијата на Црноморската економска соработка се создаваат услови за олеснување на патниот транспорт во земјите на Црноморскиот регион. Овде спаѓаат 13 земји и тука би ги споменал дел од нив: Албанија, Грција, Бугарија, Србија, Црнагора, Грузија, Романија, Турција, Ерменија и други. Со членството во оваа организација, Република Северна Македонија за прв пат добива 3000 транспортни дозволи од годишната квота за 2022 година од системот на ЦЕС. Дозволите веќе се прикачуваат во електронскиот систем за распределба на дозволи во Министерството за транспорт и врски и истите ќе им бидат на располагање на домашните транспортери веќе од следната недела, од кога ќе можат и да аплицираат за да добијат ваква дозвола. Овие транспортни дозволи ќе може да се користат за превоз на стоки во билатерала и транзит за Албанија, Турција, Романија, Србија, Украина, Молдавија, Грузија и Ерменија, а додека за превоз на стоки за и од трети земји ќе може да се користат само во Албанија, Грузија, Молдавија, Романија и Украина. Придобивките од членството на Република Северна Македонија во Организацијата на Црноморската економска соработка се веќе евидентни и тоа се манифестира преку постепена либерализација на транспортниот пазар во земјите на овој регион. Овој систем на дозволи кој се спроведува во овие земји, што веќе ги набројав, овозможува придобивки за целата домашна економија и за сите наши домашни транспортери. Особено се значајни можностите за отворање на нови пазари, поврзување со нови потенцијални партнери од земјите членки на оваа организација, с големен обем на работа на домашните транспортери, како и поголемо регионално поврзување. Република Северна Македонија, како полноправна членка, континуирано се залага за олеснување на меѓународниот патен транспорт, имајќи го предвид неговото влијание во регионалниот, но и во домашниот економски развој. На крај би сакал да се заблагодарам на соработката на транспортерите и на транспортните здруженија и би сакал да потенцирам дека ова е заеднички успех за нашата земја, за домашните транспортери и уште еднаш ги повикувам сите нив кои имаат потреба за користење на овие дозволи веќе од следната недела да аплицираат преку економскиот, односно електронскиот систем на Министерството за транспорт и врски. Ви благодарам и би сакал да јавно ја покажам дозволата од Црноморската економска соработка за нашата земја, како изгледа и какви се тие дозволи кои што транспортерите ќе можат да ги добиваат веќе од наредната недела.
Почитуван министар, почитувани колеги, драги транспортери. Оваа средба беше доста конструктивна за сите нас. Не информираше министерот за доста позитивни работи во насока на подобрување на превозот на стока и нас ни е особено драго за воведувањето на овој вид на нови дозволи кои што ги доби нашата држава и дополнително беше најавено она што и претходно во изминатиот период министерот го најави, средба со Бугарија на која што ќе се дискутира и ќе се оди чекор напред кон либерализација на меѓународниот транспорт со Бугарија. Исто така на овој состанок беа продискутирани други проблеми со кои што се соочуваат превозниците во изминатиот период. За сите тие е дадено, направени се чекори напред за подобрување на ситуацијата. Најавено е решавање на проблемот со мемориските картички за користење на дигиталните тахографи, проблем кој што изминатиот период беше актуелен. Така што се надеваме дека сите овие разговори кои што се во позитивна насока за подобрување на меѓународниот патен сектор ќе продолжат и понатаму, ќе имаме конструктивна соработка со министерство и ќе одиме напред кон подобрување на состојбата во нашиот превоз на стока. Ви благодарам. Најнапред би сакал да истакнеме голема благодарност до министерството и до министерот за овој макотрпен проект кој што го водиме повеќе од 2 години со заеднички сили. Искрено се заблагодарувам, а им честитам на македонските транспортери за добиените новите дозволи кои што ќе може да ги користат од наредната недела. Исто така би сакал да ги информирам како генерален секретар на Америт дека проблемот со тахокартичките кој што беше создаден е надминат и во текот на наредните 10 дена ќе бидат надокнадени сите задоснувања во делот на издавање на тахокартички за возачите. Уште еднаш ви честитам, министер, ви благодарам, заедно со другото здружение да тераме напред, тоа е.